Министерке, во собранието влезе законот за задолжување кај странски банки. Вие претходно ја почнавте процедурата, доставивте барање за понуда кај 14 странски банки, добивте повратен одговор од 8, под кои услови ќе се задолжи земја? Така, да, согласно најпрвен буџетот, кој што во 2025 година беше гласан за 2026 година, јасно беше наведено дека имаме за годинава план за задолжување од 1 милиарда и 300 милиони евра на странски пазар, од кои 1 милиарда евра издавање на еврообврзница, што и го направивме на почетокот на годината, и останатите до 300 милиони евра дополнително исто така на надворешен пазар. И морам да кажам дека во изминатиот период, ние добивме понуди од 8 различни банки. Најповолната понуда е понуда која што нуди каматна стапка пониска од каматната стапка која што во моментот ја има обврзницата која што се тргува на секундарниот пазар. При тоа морам да напоменам дека станува збор исто така за рочност која што е подолга од рочноста која што еве на пример една Црна Гора која што е некако медиумски фаворит кога станува збор за целокупното економско работење. Сите ја зборуваат, споредуваат заради тоа што веќе ги почнаа преговорите со Европската унија. Ние добивме поповолна понуда за подолг рок, тие имаа понуда од Еурибор плюс 2,5% на 5 годишен кредит. Ние за 7 годишен кредит добивме каматна стапка од Еурибор плюс 2,1% поен. Значи, на овој начин Министерството за финансии полека почнува да ја менува рочната структура, да кажам, на задолжувањето, кое што знаете во изминатиот период, јас во многу наврати имам комуницирано дека се што во претходниот период се земаше како задолжување, се земаше со многу кратки рочности. Така во јавноста се отворија бројни дилеми во поглед на структурата на банките кои што ќе го дадат овој заем и износот по кој што ќе се задолжиме. Колку е важно за државата задолжувањето кај банки од Европската унија и Обединетото кралство и зошто износот е токму на 260 милиони евра? Така, ние побаравме задолжување до 300 милиони евра. При тоа во последниот момент имавме дискусија околу тоа дали треба да го прифатиме целокупната понуда, да кажам, од 300 милиони евра. Одлуката беше за 260 милиони евра, затоа што во меѓувреме една од банките кои што даде понуда таа е мајка банка на една банка која што исто така работи во државата, имајќи предвид дека може да дојде до промена на начинот на финансирање, ние бараме надворешно финансирање и дека постоеше, да кажеме, можност дел од средствата наместо од надворешно финансирање да дојдат од внатрешно финансирање од таа банка. Одлуката, значи, ја донесовме за 260 милиони евра, затоа што мора да го почитуваме она што парламентот го донел како конечна одлука во буџетот за 2026 година. А таму јасно е прецизирано 300 милиони евра кои што треба да стигнат од надворешно финансирање. Така што во однос на тој дел мислам дека ја расчистуваме дилемата зошто се 260 милиони евра, а не 300 милиони евра. Нормално ние сакавме да ја завршиме процедурата во предвидениот рок и заради тоа не продолживме понатаму да бараме дополнителни банки кои што би го финансирале сето тоа, но ја земавме и предвид ликвидноста и на домашните банки и она што до сега како нето задолжување го имаме од домашните банки и врз основа на целокупната анализа се донесе одлуката. Морам да кажам дека банките кои што учествуваат во финансирањето станува збор за европски банки, банки од Обединетото кралство кои што се исто така реномирани банки и тоа јасно покажува дека довербата на, да кажам, странските финансиски институции во ситуацијава странските банки, но и на меѓународните кредитори, очигледно дека во Македонија е големо, тие имаат доверба и од таму нивната одлука за, да кажеме, давање на поддршка или давање на заем во конкретнава ситуација. Го споменавте тајмингот, Македонија прва се задолжи на почетокот на годинава, потоа се влошија подрастично условите на меѓународниот пазар. Колку беше важно Македонија навремено да се задолжи сега во овој момент? Многу беше важно, ако гледаме сега од овој аспект, кога ќе ја видиме каматната стапка на обврзниците, на еврообврзницата и другите претходно издадени еврообврзници, ќе видиме дека каматните стапки се
пораснати, што јасно покажува дека навистина моментот во кој што ја донесовме одлуката беше вистински, за да можеме да ја почнеме целата процедура со затварањето на целокупното финансирање и тоа некаде можеби успеавме да имаме пониска камата за нешто под 1% поен, што на долг од 1 милиарда значи многу. Така, по кои услови се задолжија државите од регионот? Како стоиме на овој план? Црна Гора на 5-годишниот кредит кој што го позајмија имаат каматна стапка со 2,5% над Еуриборот, ние имаме со 2,1%. Романија исто така во периодот кога ние издававме еврообврзница, има издадено исто така еврообврзница, која што беше со повисока каматна стапка од нашата каматна стапка, некаде над 5% беше нивната каматна стапка, така што сето тоа јасно кажува дека навистина менаџирањето со јавните финансии во рамки на Министерството за финансии навистина има еден голем напредок, јас би рекла. Така, токму јавниот долг често е мета на критики од експертската јавност, од населението. Вие во повеќе наврати напоминавте во каква состојба ја затекнавте државната каса. Колку од овие пари треба да се искористат за враќање на овие стари долгови направени од претходната власт и колку изнесува сега јавниот долг? Како стоиме споредено со земјите од регионот? Ние сме се уште под 60% јавен долг. Еве јас имам на пример некои податоци во однос на јавниот долг на некои од соседните земји. Еве Романија како земја членка на Европската унија има јавен долг од 63%, Унгарија има јавен долг од 75%, Полска е со јавен долг од 70%, Словенија со 65% од бруто домашниот производ, а ние се уште го држиме јавниот долг под 60%, што јасно кажува дека заложбите на владата да се задолжува, но при тоа сето тоа да биде проследено со насочување на позајмените пари токму таму каде што е најпотребно, а тоа е во делот на капиталните расходи, дава резултати. Во последни подготовки, во последна фаза е ребалансот на буџетот за оваа година. Кои министри досега дојдоа кај министерката за финансии, што побараат и од вас, дали побараа можеби повеќе пари за одредени проекти и од друга страна, дали вие им наложивте поодговорно да се однесуваат и повеќе да штедат? Секако има министри кои што доаѓаат, кои што бараат да останат во рамки на истиот лимит, има такви кои што наоѓаат начин нешто да се скрати, но има и такви кои што бараат зголемување. И тоа е на некој начин легитимно затоа што секој од министрите, гледајќи од своја гледна точка, сака да направи што е можно повеќе и да остави повеќе за граѓаните, но мора да имаме предвид каква е годината. Не го знаеме исходот, како што кажав, да не се повторувам од Блискиот исток, така што треба да бидеме повнимателни. До сега имавме средби со Министерството за здравство, Министерството за образование, имавме средби со Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и Министерството за социјална политика, демографија и млади и преостануваат понатаму другите министерства. Благодарам. Благодарам јас.